Здраво другари, здраво другарки. Да видиме денеска што се дешава. Значи денеска катастрофа, не знам што да кажам, и шортери и лонгери партали ги направија. Едно време иде надоле, после иде нагоре, шортерите ги утепуваат, па сега пак лонгерите ги утепуваат. Значи гледате тука денеска уште не е завршен денот. Колку има тука? 500 милиони. Салата прави. Ја го ја снема, овие ќе бидат огромни. Ова највише смета. 18 милиарди, пичко матер. Да ми извините на зборот. Што да ви кажам, значи, утепување денеска, газат Wall Street, ама тоа е, дечки, за да се откажат, за сите да се откажат од криптите, може да си го напумпаат на рад. Се дури има такви брзо што сега се збогатат, вакви ликвидации ќе има и ќе биде партали цела берза. Што да ви кажам. Тоа е со ликвидациите, мојот омилен индикатор за гледање што се случува со берзата, ми се ликвидации. Ајде да видиме малце техничка анализа. Што се дешава со техничка анализа? Гледате тука овој сапорт што ни беше, го пробивме, партал сме значи со тој. Сега би требало ја го што гледам, тука имаме некој сапорт, да гледате. Тука значи овој, значи сега си се движим у каналчево од ваму до ваму. Едно каналче, горе имаме па друг канал што треба да влеземе. Сега овој канал. Чекај, гледам и тука нешто да видам дали има support level, а гледате support level ни е 100 day average. Значи, средната вредност 100 дневна ни е јак сапорт, така да тука ако издржиме добро, ако не, следен сапорт ни е ова тука на 80.000. Дека нели исто зборат ете 80.000, ќе иде 80.000, ќе видиме дали ќе оди. Ја мислам дека имаме јаки сапорти, дека малку тешко е да идеме вакво, ама чекајте само да видам и овдека, како што гледам, имаме некој сапорт на овие две. Да, гледате, баш тука сме и овој ни е сапорт и ова ни е сапорт. Така да ќе видиме. А мислам и дека и по Fibonacci retracement, дека исто имаме таков сапорт, само да го погодам. Пуша малце. Еве, гледате. Значи сегде тука е на сапорт, ептен strong сапорт имаме тука. Ама ќе видиме дали ќе падне биткоин испод тоа. Дека ако падне, може да ни се деси 80.000. Може и под 80. Знаете, ностоп фейкаутс има, така да ностоп фейкаути надоле, па после нагоре ќе иде. Зебано е, значи не може со техничка анализа све да се гледа што како, ама барем може макро тренд да видиме што ќе се дешава. Мислам како и да е, малце е бериш, ама јас сум ултра булиш. Поради другите индикатори, ќе ви покажам кои се другите индикатори, ќе ви стане јасно. Али како и да е, имаме strong support ваму, така да би требало да издржиме тука, дока е 85.000, 86, би требало да се вратиме. Е, сега го попушти, може и фейкаут, мада ќе треба да затвори, дека ја гледам на неделно, ќе треба ова да затвори за испод ова, па после ако се движиме надоле, ама ќе видиме. Ќе видиме како ќе биде. Дајте видиме нашиот омилен коин. Нашиот омилен коин пробушuje сапорти. Сапорти пробушuje. Така да, не знам што да кажам. Едино тука видам само дали може да се створи нешто. Тешка работа. Само да го смалам да видам. Гледа, тука има еден long term support, ама тоа е ептен долар падне на 0.32. На 0.32, овдека исто ако го ставиме, овдека е на 0.33, ама се едно е тоа. Така да, ама гледате, има, ја мислам дека треба да се врати ваму во оваа триолна формација, ама ќе видиме. Може и ќе оди понатака. Нема да успее да се врати прво. Добро, тоа на 0.73 па и не е нешто многу за да скокне за да се врати. Ама како и да е, гледате тука сапорт еден ни пробило. Мада ова ако го направиме малце поинаку, ако направиме ова доле да биде, сапортот е на доле, не. Не е добро. Ако рачунаме на ова зеленово да биде, ова зеленово со ова зелено и ова зелено,
Ако ја рачунаме, значи од прилика сме тука на сапорт. Исто ако видиме Фибоначи, само од каде да земеме Фибоначите, од ваму ќе го земеме. Так, само да видиме. Значи, моментално Фибоначи. Ова е многу доле. На Фибоначи немаме баш некој сапорт. Тука сме оваа плаваа, али имаме овој сапорт како и да е. Ваму малце сме пробиле овој long term сапорт. Претходно што го цртавме, така да опасно, опасно. Опасно, ваму имаме резистанс некој левел. Опасно се одава на техничка анализа. Ама ќе видиме ова кај ќе затвори, дека може да се промени па да прејдем нагоре над сапорт левелот. Ама гледате, тука е испод 0,365, утепување, утепување. Утепување. Ама тоа е ќе се чекаме. Гледате, они не знаат више шо прават, ќе напаѓале Венецуела, нема напаѓале, ќе се бранувале, ќе не знам што ќе правеле. И нормално такви информации се користат за манипулација. За манипулација се секакви тие информации. Ама гледате тука ова како си слајда надоле, оп. Како викаат она Сентарели. Сентарели во надолна вакво насока. Да видиме и Етериум, еден од нашите омилени коини. Гледате, он се враќа во таа триаголна формација, се враќа. И сега таа триаголна формација, тоа е дечки. Само се вратам да видам нада. Кај ни се само... И не можам да ги видам. Гледате, он е испод 200 average партал. Мислам, ова е по техничка анализа е многу бериш, ама јас секако сум булиш за којно. Мислам, технологија не видам. Не ја разбирате колку ме е технологијата, али ја ви кажам дека не видам технологија. Така да ќе расте ова 100%. Гледате овде дека препродаен, мора да расте ова нагоре. Значи ова е тотално ресетирање. И ова гледате, почна да слабее трендот на продажби, така да треба да преминеме во зелено ваму. Ајде да го видиме Етериум. И за Етериум истото, гледате, препродаден, све е тука тренд на продажба. Забавува е. Ама гледате, тука он има сапорт на 200 average на 2500 таму, 2400 како ќе биде, ако продолжи уште малце ќе се качи вајда. И негде околу 2450-2500 ќе биде сапортот. Ајде да видам нешто дали можам да направам. Како што кажав, 200 ваму, ама само да видиме што ми се направи сега. Добро. Да видиме дали може да извадиме некој сапорт од ваму. Сапорт од ваму, тешка работа. Нема шанси од ваму едино. Само да видам. Да, од ваму може да извадиме, ова е short term сапорт, така да ова може и да не заебе нас. Може и да не заебе, ама ќе видиме. Ќе видиме дека заебано како и да е. Само да видим уште некој сапорт само ваму. Да, ова може малце middle term support. Оваа линија што ние да биде сапорт. И каде е? И таа е, како што кажав, на 2500. 2500 заебано. Ама како и да е, во оваа триаголна формација што сме, тоа е добра. Тоа што може да се вратиме брзо. Ајде по Фибоначи која ни е. И не гледам и јас да му се не види. Ајде, добро. По Фибоначи гледате, тука е. По Фибоначи. На 2770. Ни е сапортот. Така да ќе видиме. Оваму има уште еден сапорт, тоа ни е на долго ниво, значи ова ни е исто, ако земеме тука ни е на 2600. Така да мислам дека имаме доволно сапорт да се задржиме на ова. Ова според
Техничка анализа. Гледате, и ова треба да расте нагоре, значи. Не знам како да ви објаснам, ама овие индикатори се утепани, значи мора да растеме нагоре. Мора да почне да се расте. Ама гледате, Трамповци, Wall Street се заебаваат. Ама има и позитивни фундаментални а, индикатори, значи сега ќе ги покажам и тие. Што е битно со ова? Што е битно, unemployment rate, значи невработеноста во Америка им скокна 4,60. Тоа е, дечки, многу лошо. Зашто е многу лошо? Затоа што се поише луѓе се невработени, а тоа е само поради тоа што имаат голема референтна каматна стапка. Што имаат голема референтна каматна стапка, они ќе морат да ја симнуваат. Тоа е многу добро. Значи, ова ни излезе вчера, да, 16.12. 4,6 се партали, значи ако гледате претходно, беше 4,4 во септември, за октомври нема, нека не им работеше влада, па не знам што, па. Се глупираат и тоа американците, ама тоа е. Сега и ние, и нашата влада ќе следи нивната, ама нема врска. Што ми беше муабетот? 4,60, значи на 4,60 утепување. Е, сега вика, било, како се вика, било предвидено 4,6, предвидено 4,6, не верувам дека им било, ама прилично многу, што значи дека федералните резерви ќе мора да смалуваат референтната каматна стапка и да предизвикаат инфлација, дека нели со инфлација која ќе предизвикаат, така економијата им расте. Значи не може, ако нема инфлација, нема растење на економија, ако има инфлација, има растење на економија. Да видиме другите работи, значи гледате тука, сега нешто се глупираат, нема да се смалува, не знам што ќе биде. Гледате, 72,7, демек нема да се смали референтната каматна стапка. Тоа не верувам јас. Ќе се намали и тоа како? Дека ако отидете понатака, гледате тука, пак нема да се намали, па повише за да се намали. Нели ова им се со останоците, па тука највише за да се намали. Ја викам дека се намалува секој месец кај што имаат они состанок, ќе се намалува референтната каматна стапка. Тоа нема шанси. А особено после промената на како се викаше, на председател на федерални резерви, тоа нема да утепа, значи по 0,75, по една единица има паѓа надоле. Дека они мора да испринтат пари, значи владата им е катастрофа, плюс сега имаат нели quantitative easing и почнуваат да купуваат, имаат едни, како сега тие short term, као да им дадат као позајмици, демек им даваат позајмици, тие искористат парите, па после им ги враќаат, значи тоа е каша попара цела економија. Цела економија, мислам тоа барем го знаеме дека економијата е партал не види. Ова U6 unemployment rate, ова скокање на 8,7. Пршти. Ваме им беше 8, сега 8,7. Ова е оние што имаат као part-time job по 4 сата, по 6 сата, по 2 сата, по колку работа таму. Part-time job, значи невработеноста им е 8,7%. Тоа е катастрофа. Значи, ужаси. Ова е со се part-time job. Дека вамо не ги рачуна part-time job, демек тие имаат работа, па помала е во невработеноста, ама невработеноста реална име на 8,7%, така да. Салата. За вамо гледате сега на ова утре ги биде, да, 18.12 ќе видиме кој им е инфлацијската стапка. Значи ќе чекаме, ќе видиме дали на 3. Мислам дека ја почна пишти нагоре инфлацијска стапка. Затоа што намалија сега, нели, месецот, мислам дека намалија, да. Намалија референтната каматна стапка, значи малку инфлација дека им пишти нагоре. Ама како и да е, јас сум кажал, значи мене ме интересира Turflation, така да јас само Turflation си следам, дали ќе ми отвори сега. Имам многу табови отворено и почна ме зафркава и браузерот. Па добро, кој ќе имате отворено едно 600 таба, 5-600 таба, така е, нема може да се отвори после. Што сега да ви покажам нешто друго, дечки, ваму, bond yieldот, гледате, ја, како што кажав и на едно од моите минати видеа, почна да паѓа. И мислам дека ова паѓање ќе се забрза во следната година.
Мислам дека баја ќе го забрза затоа што гледате сите вада стейбл коини, невидено нешто се прави. Гледате, они очекуваат 3 трилиони во стабилни коини да имаат. Кај најавнего стати, гледате US Treasury Secretary lifts stablecoin forecast to 3 trillion. Тоа знаете што значи? А 3 трилиони уствари ќе ги купуваат вакво. Тие мора да бидат нели као долари во банка или треба да купуваат како се вика она бондови, обврзниците на Америка ќе треба да ги купуваат, а штом ќе купуваат обврзниците, тоа значи дека заработувачката бонд йилдот ќе падне надоле. Значи, како што го покажав на претходнава ваква каде само беше, бонд йилдот што го покажав, значи на 458 има да паѓа надоле. Значи баш ова што они што ќе го прават. Сега со 3 трилиони кои ќе опукаат, замислете 3 трилиони они да купат државни обврзници. По државните обврзници има да дое йилдот затоа што ќе има многу голема поварувачка, а штом ќе има голема поварувачка, вакво значи мора да паднат и референтните каматни стапки, дека тоа значи демек економијата не е во голем подем и овие мора да намалат за да не преде во рецесија Америка. Обично така се рачуна, значи бонд йилдот кој е мал, тоа значи дека има голема поварувачка на бонд йилдови, а тоа баш ќе се направи со ова. Ама тоа е на шорт терм. Добро, на лонг терм не е баш добро. Ама секако на лонг терм цела економија оди у бајболки. Ако немате асети као крипто, као акции, као нешто такво, отиде све, и вашите пари отиде со нивната економија, така да најубаво да имате асети. Моја препорака само крипто да си има. Ја не купам друго, акции немам. Тоест не, лажам. Имам 50 евра само во едни акции. Не знам како се викаше фирмата, другар ми ја препорача, 50 евра имам во акции, значи толку. Све друго останато е во крипто. И тоа одамна ми се земени тие акции, може некои 10 години ги чувам и уште се 50-70 евра може се сега од 50 евра. Значи толку е порасло. Сум ставил 50 евра пред 7 години во крипто, сега ги биде минимум 5000 може ги биде. Така да, само крипто, друго не. Што за висто ви покажам? Еве статијата. US Treasury Secretary lifts stablecoin forecast to 3 trillion will grow tenfold, па нормално, ќе расте, мислам. Сите вадат вакво, Трамп ако можете да видите со тоа неговата криптовалута, мислам дека земат 2,8 милиарди више има во неговиот стейблкоин. Тоа е побарувачка невидена, но они се спајаат, гледате, со Binance, со ова и со оној, си прават они трговија. Ние ги си чекаме, што да кажам. Еве ги бонд йилдовите според државите, гледате, Америка е едно од највисоките. Маде United Kingdom. Ова ќе мора да почне паѓа. Значи, мора да почне паѓа и економијата почне да расте како што треба. Еве исто може да видиме Polymarket. Јас ова некогаш го отварам, мислам ова е за кладење, ја не препорачувам кладење, мислам уопште никој случај. И сега гледате тука што вика who will Trump nominate as Fed chair. Значи овој го зборат Кевин Хасен бил најдабиш бил, најболи ќе смале лодма. Ја мислам дека кој да го стави мора да смалува невидено. Значи тоа не е битно никој ќе го стави, има да смалува невидено да смалува. Еве гледате исто тука гледам Fed decision in January. Дали ќе има? Гледате no change 77%, нема да намали. Има да го сменат со САПАРТ или пред време има да го сменат. И да не намали, после тоа рачунајте намалување, вртоглава надоле. Ако требало сега 0,25, тогаш 0,75 има да се намалува. Мора да се намалува, дечки, тоа е. Мора да се намалува. Но гледате, 3 трилиони коини, вамо ќе пумпаат, што да ви кажам. Имаш исто за short term. Само не знам кај ќе го најдеме сега, колку позајмици направили последната недела, преку 50 милиарди или така нешто. Огромни суми позајмуваат. Невидено. Така да ја многу не се секирам дека ќе немаме bull market. 100% ќе имаме bull market. Со све ова што се дешава, bull market е гарантирам. Само што дечки ќе чекаме сега да знаеме кој месец ќе биде. Не знаеме, ама се надевам дека ќе биде у многу брзо време. Мислам и мене ми одговара. Ама гледате, они на short term
Ги утепуваат. Тоа е, дечки. Фала ви на внимание и се гледаме во некој наредно видео.